Актерката од Кумановскиот театар Сања Русевска ја доби наградата за млада актерка на 52-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодински, кој што се одржа од 9 до 16 јуни годинава во Прилеп. Навистина, чест и задоволство ми е вака лично да ви честитам, Сања, многу успеси и понатаму, колку си задоволна од наградата. Благодарам на поканата да гостувам, благодарам на честитките, да се враќа со успеси и успешна работа. Многу сум задоволна. Пресретна сум, да, се уште се радувам. Не очекував дека ќе ја добијам наградата. Утрото кога ми се јавија, скокав од радост. Прво ги прашав да не е грешка. Многу ми е значајна наградата затоа што е прва во мојата кариера и мислам дека првото е најсладкото. Добро, затоа се вели дека е тоа награда за млада актерка. Да. Уште сум во категорија на млади актери. Блазе си ти, одлично. Инаку еве кога веќе споменавме возраст, кога споменавме веќе млада актерка, ќе напоменеме дека ти си во Кумановскиот театар од 2013 година. Од 2013 година, но зад себе можеме да речеме навистина големо и успешно актерско искуство. Да. Тоа го потврдуваме и со улогите кои што ги имаше во представите. Ајде ќе споменеме вака да се вратиме наназад за твоите представи. Откако сум вработена во Кумановски театар, има прва така поголема професионална представа во Кумановскиот театар ми беше Мајка Храброст, една многу драга представа, едно многу драго искуство. Тука глумеше Нема девојка. Да, Нема девојка, Катрин, да. Потоа работевме Пинокио, тоа е представа за деца. Наредната година Брачна игра и Волшебникот од Оз, сега Хај-фај и Шмекер со капа. Многу е неблагодарно да прашам која ти е најдрага, која ти е најмила, нели? Нема, сите ми се драги, затоа што сите си носат нешто различно, сите си носат нешто ново, од сите учам, од колегите учам, од секој процес се надоградувам, секој лик е различит и не можам да одвојам сега, ова ми е по-драго или ова ми е по-драго. А какви ликови вака најмногу ти лежат? Мислам дека драми, кога прават кастинг за некоја девојка што треба да плаче или е доста сериозна или не, уште од деновите на факултет, да. Така да се надевам дека некој ќе ми додели улога во некоја комедија. Да, па навистина, сакам таму да видам како можам да се испробам, да. Досега навистина ти имаме гледано во драми, со поозбилни ликови, со така малце потраги, со карактер. Така. Ајде, можеби ќе слушнат режисерите, па можеби ќе те... Се надевам дека некоја комедија ќе ме... Некоја комедија. Да споменеме во врска со детските представи, колку е лесно, колку е тешко и во детски представи да се настапува? Секој процес треба да се свати доста професионално и доста дисциплинирано и одговорно, без разлика тоа што е представа за деца. Мислам дека тоа и најодговорно треба да се прифати, затоа што таа публика е најискрена, таа публика никогаш нема да те излаже, најискрено реагира на сите моменти и најмногу се радувам кога во 9:30 наутро или во 10, во 12 играм пред таа публика и кога ќе ги слушнам нивните реакции, не знам ако е некоја опасна ситуација, пази се, не. Значи тие директно реагираат на се она што се случува. Да. И тоа ми е најдраго, и аплаузот, нивниот осмех, мислам. Преубаво е. Се сеќавам и на Брачна игра, иако беше одамна. Да. И многу кратко некако играше, зошто? 2015, мислам дека или 2016. Немаше многу репризи, тоа сакам да речам. И 25 изведби имавме во Кумановски театар. Да, Брачна игра ни има долга традиција. Прво започнавме со дипломска представа на Естра. Тоа беше на Бојана Краљевска дипломска представа. Игравме на Естра. Потоа Дејан Пројковски не покани со таа дипломска представа да отвараме Порта Македонија. Како културна сцена. Таму изигравме, мислам дека од прилика околу 10 изведби и по самото вработување директорот
во Центарот за култура, Роберт Опрости не покани да зимската да гостуваме, мислам да имаме као премиера во театар Куманово. И тогаш мислам дека одигравме 25 или 26 изведби таа зимска сезона. Ете, проговоривме за мајка храброст, проговоривме за брачна игра. Тука е Hi-Fi? Да. Нешто вака поново. Да, поново. Hi-Fi почнавме да ја спремаме на 16 февруари, мислам дека, а премиера имавме на 9 април. Прилика околу месец и пол, два. Тоа е Hi-Fi текст на Горан Стефановски, режија на Јани Бојаджи. Актерска екипа се Горан Илиќ, ликот на Борис, Здравко Стојмиров, ликот на Матеј, Кети Дончевска, Илиќ, ликот на Сонја, јас, ликот на Мира, Владо Дојчиновски го играше Арапот, Антонио Димитриевски Американецот и Љупчо Хаџи Стојанов Русинот. Така, тоа беше Hi-Fi. Имаш настапувано и во мултиетничка представа која што се реализираше како соработка на Кумановскиот театар и Ултра. Да. Зашто станува збор? Дино, тој е режисер Чезмин Нуредини, не покани мене и Александра Пешевска, тој е негов театар, приватен, театар Ултра. Не покани уште во септември, октомври, дали би сакале да играме во таков проект. Секако нормално тоа е хонорарно, дополнително ново искуство, секако се согласивме, но беше во двумење дали ќе биде промена на власт, дали ќе се одобри проектот, нема да се одобри и дознавме некаде март, мислам дека е одобрен проектот, дека ќе се игра. Така да јас паралелно додека спремав Hi-Fi, спремав и Шмекер со капа и тоа беше многу добро за дисциплина на еден актер, затоа што мора да си посветен, професионален, одговорен, да не кикснеш и таму и таму. Со Дин имавме многу убава соработка, процесот траеше исто месец и пол. Премиера имавме на 2 мај. И интересно затоа што е прва професионална мултиетничка представа во Куманово. Се зборува на албански, на македонски, на француски маделови, субтитлите се на англиски, тоа е текстот е америчка модерна драматургија и мислам дека за младите доста ќе биде привлечен затоа што се зборува за изневерување, за односи меѓу другарите, за односи измеѓу маж и жена, социјалните, општествените односи, така да мислам дека некоја млада група, дури и постарите, можеби 25 до 50 години ќе биде доста интересно за гледање. Да. Така, значи ова е еден од поновите твои проекти. Да. Шмекер со капа. Да, и со Шмекер со капа гостувавме во оф програма на фестивалот Војдан Чернодрински во вторник, така во 12 часот. И беше супер, Прилеп е многу убав град, мислам публиката во Прилеп како не пречека. Така? Браво. Да, за нив треба аплауз, браво. Тоа е фестивалска публика која што знае, цени, гледа и те наградува. Што е работава со другите градови во Македонија? И во вторникот. Молам? Што е со другите градови во Македонија? Дали имаме театарска култура? Мислам дека имаме, да. Мислам дека едно време затаивме. Да. Мора тоа да го споменеме. Има. Се враќа полека публиката. Полека се враќа, мислам дека Македонија такво тло на таленти, на креативци, не само во театарот, зборувам за филм, за музика, за сликарството. Само треба некој да внимава да не ги испушти тие таленти, да не си одат од нашата држава. Многу е битно да бидат наградувани со работа. Значи, не зборувам за награда како символ, него со работа, да бидат истакнувани во нивните области. На некој начин да се задржат. Да, за да се задржат тука и треба да се гордееме со таквите луѓе. Многу има бендови овде што никој не ги промовира, сами се промовираат. Мислам, уметниците во принцип и се гаснат? Да, сами се промовираат. Баш поради тоа што општините треба да превземат некаква одговорност на тоа
дали повеќе културни настапи, не знам. Мислам дека ги треба и време и простор и финансии. Да, и финансии. Да. Сигурно. Еве ќе ја споменеме и детската представа Убавицата и зверот. Колку далеку беше тоа? Тоа е прва моја представа. Ете така. 2013 мислам дека беше само што се вработи Првенче. во театарот, да. Прва представа во театарот. Така. Бидејќи претходно имав играно. Тоа беше проект, мислам дека копродукција со театарот. Договор беше за 10 изведби, режија беше Шенка Колозова и многу бев среќна затоа што со Шенка Колозова паметам кога бев дете, не знам, мислам дека 5 години во градинка, тие доаѓаа гостува со Ѓорѓи. Да, со Ѓорѓи некоја детска представа, не можам да се сетам која. И си велев, еден ден сигурно ќе играм со неј, за еден ден сигурно, пошто некогаш и желбите стануваат реалност. Кога првиот проект беше со Шенка и многу сум задоволна пошто научив како се игра пред публика за деца, затоа што тоа е еден, како што спомнав пред малку, еден друг тип на публика. Со, не знам, преубаво беше да се работи, тоа беше, мислам дека моја прва представа за деца, да, и со многу убав процес. Така, потоа следуваше и Вадо Пинокио. Дојчиновски беше така, таму тој го играше зверот. Убаво искуство, многу убаво искуство, да. Еве се надоврзува потоа подоцна и Пинокио и волшебникот од Пинокио, па волшебникот од Оз. Некако почнавме да правиме представи за деца за да ја фатиме таа млада публика, затоа што тоа се нашата идна сериозна публика. Ние треба да ја градиме. Ако го изгубиме тоа, ако го згаснеме, како поинаку ќе ги научиме луѓето на театар, како ќе ги образуваме, пошто ние пред се и образуваме. Тоа не смееме да го заборавиме. Сега фали уште да ја фатиме средношколската публика, младинците и основците. Кога сме кај средношколската публика, кај основците, мора да напоменеме дека Театар Куманово обезбедува и бесплатен, односно слободен влез. Слободен влез секоја среда. И четврток имавте. Четврток е за студентите. Така е, ви тоа јавно го кажуваме и ние, се со цел да се привлече и таа публика. Затоа што некои наслови кои што се работат по театрите во Македонија, тоа се наслови кои што тие ги работат на по македонски јазик и литература. И добро е да погледнат како еден режисер има едно видување и како тие ликови се оживеат. Да. Дури можат да позборуваат со нас ако сакаат. Еве си зборувавме досега за твојата театарска кариера, актерска кариера да речеме. Јас ја паметам инаку Сања и како членка на Ултра. Морам да ја прашам. Уште сум член. Само заради обврските. Затоа што прв пат кога ни стапна во Радио Браво имавме интервју со Ултра. Така беше? Така. Не знам пред колку години, не е ни битно. Па јас сум 20 години со Александра Димитриевска со Ултра и сум многу благодарна за тоа што искуството што имав таму и довербата што Александра ми ја даде, ме впушти веднаш, бев дел од тимот на Ултра, имавме драмска група внатре. Тоа е некое прво развивање мое и прво другарување со децата. Една одговорност, сегогаш ќе сум им многу благодарна. Танцот за мене е поезија во движење, еден друг тип на говор, телото зборува. Александра е виновник за тоа. Така. Да. Сега заради обврските не можам да сум таму и многу ми е криво и 25 години од Ултра манифестацијата за концертот обележување го испуштив, али се надевам во наредна прилика дека и со кореографија ќе се појавам. Така, ќе се одолжиш за отсуството. Во секое слободно време гледам да се вратам таму. Еве поздрав и до Ултра и до Сашка доколку не слуша. Да, поздрав Сашка. Што да посекам освен да редиш само успеси, да нижиш само убавини во твојот живот, да имаш многу уште представи пред тебе, да имате огромна публика со полни седишта во Театар Куманово, уште многу представи. Да, јас си го посакувам, да. Уште многу представи и задоволство ми беше што ми беше гостинка.
благодарам уште еднаш што ме покани. Многу убаво си поминав. Така, честитки со мене во студиото беше уште еднаш морам да речам, бидејќи тоа не е само награда за тебе, Сања, тоа е награда и за Куманово. Да, и за Куманово. Така, и нели? за театарот, да. Ете. Нашава кумановска актерка Сања Русевска ја доби наградата за млада актерка на 52-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој што се одржа од 9 до 16 јуни годинава во Прилеп. А се надеваме дека ќе ја видиме повторно во студиото со нова награда. Благодарам. Се радувам. Благодарам и на тебе.